Ова се настаните на денот. Почна археолошки истражувања на Охридскиот плоштад Крушевска република. Има задоволителни количини на прехранбени производи и нафтени деривати во стоковите резерви, смирува владата. Касарна ХАП е добар почеток за развој на стартапи и задржување на младите во Охрид. Семејството на убиениот Димитар Матиловски од Охрид и понатака бара правда. Русите ја окупираа најголемата нуклеарна централа во Европа. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по студеното утро, во првата половина од денот имавме претежно сончево време со локална облачност. Во текот на денот, зголемување на облачноста, која што во вечерните часови во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд, а над 700 метри со врнежи од снег. Во сабота во најголем дел од континентот ќе преовладува стабилно време со сончеви периоди и ќе биде релативно топло. На југ од Апенинскиот и Балканскиот полуостров нестабилно време со врнежи од дожд и снег. На Балканот, во северните и централните предели, претежно стабилно и студено време со сончеви периоди. На југ од полуостровот нестабилно време со врнежи од дожд и снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 4 до 13 степени. Во Македонија во сабота ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд, ветровито и постудено време со пад на температурите. Локално се очекуваат и до 15 литри воден талок, над 700 метри надморска висина со врнежи од снег. Ќе дува умерен југоисточен и североисточен ветер со брзина до 20 км на час. Минималните температури од минус 4 до 4 степени, додека пак максималните дневни од минус 2 до 9 степени. Во Охрид во сабота облачно, ветровито и нестабилно време со врнежи од дожд и снег, кои што во вечерните часови ќе преминуваат само во врнежи од снег. Минималната температура 2 степени, додека пак дневната до 3 степени. Во недела и понеделник облачно време со врнежи од дожд и снег. Минималната температура од 0, односно минус 1 степен, додека пак дневната до 2, односно до 3 степени. Во вторник умерено облачно, студено и нестабилно време со врнежи од дожд и снег. Максималната температура до 2 степени Целзиусови. Постојат 7 светски чуда, 7 дена во неделата, 7 бои на виножитото, 7 музички ноти и 7 години од постоењето на брендот Комодита Home. 700 квалитетни производи со попуст до 70%. Бидете дел од заедницата на приврзаници на удобноста и да ги прославиме заедно најубавите моменти во 70 продавници на Комодита Home во целиот регион. Комодита Home. Ги прославуваме најубавите моменти од изминатите 7 години. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
Започна археолошки истражувања на плоштадот пред Чинарот. Со сонда ќе се истражува просторот за кој нема археолошки сознанија за никакви остатоци од минатото. Археолозите се соочуваат со голема неизвестност дали нешто се крие под бекатонот. Археолозите почнаа со стандардни ископувања пред да започне реконструкцијата на плоштадот Крушевска република. Овој простор долго време бил слободен и голема е неизвестноста дали нешто ќе се пронајде под градскиот бекатон, вели Мишо Тутутковски, директор на Националната установа Завод и музеј Охрид. Многу малку ископувано во минатото, ние речиси немаме никакви сознанија за тој простор, затоа што и самиот плоштад веќе, знаете, 2 века е всушност плоштад. Отворен простор, бил пазар, може и да нема никакви градби на тој простор, но секако мораме да ги извршиме археолошките ископувања, кои ќе ги дадат и понатамошните смерници. Значи, ако има некаков објект долу, ќе се обидеме заедно со општина Охрид, се разбира, да најдеме начин да го вклопиме во самиот плоштад и тој да биде презентиран. Во археолошкото истражување се вклучени тројца охридски археолози. Ископувањата започнаа со 2 сонди и на 2 места. Од можните пронајдоци под бекатон плочките ќе зависи понатамошниот тек на археолошките истражувања. Доколку се пронајде некоја структура, тогаш може да се прошири истражувањето со повеќе сонди. Археолошките ископувања се вршат до крај, односно до Карпа или до Здравица, до оние слоеви кои се стерилни, кои што не може да содржат културна стратиграфија некоја. Значи, ние одиме до најдолната можна точка. Во овој случај, каде што плоштадот понатаму кога ќе се реконструира, тие нема да извршуваат ископувања длабоки, затоа што ќе се менуваат само постојните бекатон плочки со гранитни и друго уредување. Значи, и да има остатоци долу, тие нема да бидат загрозени на никој може начин од реализацијата на проектот за реконструкција на плоштадот, што е многу добро за нас како заштитари на културното наследство и ќе ни овозможат подобро планирање на некои идни зафати доколку сакаме да ги направиме, доколку има остатоци. За отпочнување на овој проект се поминати сите законски постапки од Завод и музеј и Управата за заштита на културното наследство. Со проектот за реконструкција на Охридскиот мал плоштад ќе се заменат плочките, ќе се замени и постоечката фонтана, која е дивоградба, со изградба на нова која ќе е соодветна на просторот. Стартап центарот Касарна Хаб е добар почеток за формирање клима за младите луѓе да ги развијат своите проекти во иновативни бизниси. Майкл Мизрахи, директор на стартап акцелераторот при Азриели коледжот за инженерство во Ерусалим, смета дека Охрид има огромен потенцијал да стане водечки град за стартапи и предприемачи. Тој денеска ги споделуваше своите знаења и искуства во рамки на втората работилница за представување на Касарна Хаб во рамки на проектот Охрид Go. За младите ентузијасти да се охрабрат своите идеи да ги претворат во иновативни бизниси, потребно е да се создадат услови и да се обезбеди поддршка. Стартап центарот Касарна Хаб е добар почеток за формирање клима или локален екосистем, младите луѓе да ги развијат своите проекти во микро, мали и средни предпријатија. Потенцијалот Охрид да стане водечки град за стартапи и предприемачи е огромен, смета Майкл Мизрахи, директор на стартап акцелераторот при Азриели коледжот за инженерство во Ерусалим, Израел, како и раководител за Центарот за истражување, иновации и предприемништво при истата институција. Замислете го капацитетот на работа кој може да го имате овде за младите генерации кои ќе дојдат да работат во хабот, обезбедувајќи иновации. Сум го посетил Охрид и Македонија многу пати. Сум учествувал во повеќе програми и многу сум возбуден да бидам дел од развојот на Касарна Хаб. Ќе им помогнеме на младите луѓе да развијат стартапи кои ќе ја придвижат економијата за луѓето кои ќе сакаат да останат овде да живеат и работат во Охрид и да испорачаат нови пораки кон светот од ова прекрасно место. Се што е потребно го имате овде. Имате прекрасен град, прекрасно езеро, туристички потенцијал, а сега имате можност за индустријски дел кој ќе донесе промена на уште подобро. Мизрахи е предприемач чија визија е да го трансформира Ерусалим во еден од 20 водечки градови во светот за стартапи. Тој во Охрид ги споделува своите знаења и искуства и како што вели, сака да охрабри создавање на мотор кој ќе ја турка економијата напред.
Само 10% од економијата во Израел се базира на стартап компании, но тие учествуваат со 25% во БДП. Тоа е моторот на економијата, вели Мизрахи. Тоа е она што сакам да го потенцирам овде. Сакам да споделам искуства. Главниот предизвик е да се задржат младите луѓе во Македонија во Охрид. Не сакате да ви заминуваат во Германија, Белгија, Швајцарија. Диаспората во светот во некоја мера и помага на земјата, но нема голем импакт врз развојот на економијата. Потребно е да се отвараат нови работни места за младите, да се искористи потенцијалот за развој на иновативни бизниси. За време на пандемијата увидовме дека бизнисите кои работат во дигитална сфера опстанаа, додека останатите сектори имаа последици. Мизрахи посочува дека стартап е многу ризичен бизнис. По 5 години само 10% од сите стартап компании опстануваат. За да бидат успешни, на стартап компаниите им е потребна поддршка од општините и од владата, посебно во почетната иницијална фаза. Токму затоа тој гледа огромен потенцијал во Касарна Хаб, кој треба да понуди консултантска поддршка за зајакнување на менаџерски вештини, трансфер на знаење, техничка помош, менторство и пристап до меѓународни организации кои обслужуваат стартапи. Република Македонија има задоволителна количина прехранбени производи и нафтени деривати во стоковните резерви. Граѓаните не треба да се грижат, нафтени деривати во државата има, трговците редовно набавуваат гориво согласно побарувачката, соопштија од владата. Од таму апелираат дел од трговците на мало со нафтени деривати да не ја ограничуваат количината, односно сумата до која го продаваат горивото што се точи во автомобилите, а потрошувачите да не чекаат во колони на бензинските пумпи и да не прават залихи од гориво поради безбедносни причини. Дополнително, владата уште еднаш ги информира граѓаните да бидат смирени, државата има доволна количина на жито во стоковните резерви. Како што информира и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во домашните млинови има залиха од 45.000 тони пченица, количини кои се доволни за потребите на домашниот пазар до следната реколта. Семејството на убиениот Димитар Матиловски од Охрид бара правда и после 6 години од убиството на новогодишната ноќ, убиецот српскиот турист Бојан Угреновиќ е на слобода. Меѓународна потерница е распишана во 2021 година, 4 години после неговото бегство. Мајката на Димитар Матиловски, момчето кое на 26 години беше убиено на новогодишната ноќ, бара правда. Поминаа 6 тешки години, полни со болка и тага, а убиецот, српскиот турист Бојан Угреновиќ, се уште е на слобода. Пензионираната учителка Драгица се сомнева на низа пропусти во судскиот процес. По барање на судот, МВР распиша централна и меѓународна потерница во 2021 година, 4 години после бегството на Угреновиќ. Ке се борам до крајот на мојот живот, правдата да излези на виделина. Јас не знам кој е крив. Меѓутоа, вмешани се реков апелација, правдата мора да излези. Таа некој пат знае да задоцни, меѓутоа ќе ги стигни. Сметам дека судската фела ќе го слушне ова моје јавување и дека ќе преземе нешто мерка, ќе преземе некои санкции против луѓето кои сака да го заташка случајот. Повторувам, 6 години и 2 месеци убиецот е на слобода, а мојот син е на гробишта. Поради пропусти во судската постапка, повторни судења, измина законскиот рок за притвор. Па така Угреновиќ во јули 2017 година беше пуштен да се брани од слобода. Тој не се појави на следното судење закажано за септември истата година. Од тогаш не му се знае трага. Не е покрената ниту граѓанска постапка за оштета на семејството, кое со тие пари сакаше да изгради спомен чешма. Правдата мора да се задоволи. И јас ке се борам до последниот здив да се фатат виновниците. Кои се криви? Да се фатат виновниците. Не може така неказнато да поминат. Јас сметав дека за овие 6 години убиецот ќе биде фатен, ќе биде таму каде што му е местото, дека ќе плати психичка оштета. Не за мене да ги парите да ги трошам, туку сакав на потегот Месокастру, каде што живееше Димитар, и Варош да се направи една чешма, каде што чешма ќе пијат вода и охриѓани и туристи,
Таа чешма ќе ги потсетува сите на таа 2016 година, никогаш да не се повтори. Првичната казна за Угреновиќ беше 16 години, но битолска апелација два пати ја преполовуваше на 8. По поднесената жалба, Врховниот суд Угреновиќ повторно го осуди на 16 години, но во отсуство. Тој беше во бегство и не одлежа ниту еден ден од затворската казна. 26-годишниот Димитар Матиловски беше претепан на смрт на новогодишната ноќ во Охрид во 2016 година. По повод Светскиот ден на дивиот свет, 3 март, во просториите на Националниот парк Галичица се одржа работилница. Цицачите во Националниот парк Галичица, заедно со учениците од Основното училиште Ванчо Николевски, подрачно училиште Косел. На работилницата учениците имаа можност да се запознаат со видовите цицачи кои ги имаме на планината Галичица, да научат за нивните карактеристики, нивната екологија, исхрана и начин на живот. Големо внимание посветивме на таинственото животно со темпераментен карактер – рисот. Благодарение на Македонското еколошко друштво МЕД и нивниот едукативен пакет за балкански рис, научивме за неговата биологија, размножување, исхрана и живеалиште, информира од Националниот парк Галичица. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Русија презела контролата врз Запорожје, најголемата нуклеарна централа во Украина, но и во Европа, откако претходно руските сили ја гранатираа нуклеарната централа, предизвикувајќи пожар. Украинскиот нуклеарен инспекторат направил увид во нуклеарната централа и утврдиле дека иако имало оштетување на објекти на 6 реактори, сепак нивната безбедност не е загрозена. Нападот врз Запорожје предизвика остри осуди од сите западни лидери кои ја обвинија Москва дека спроведува нуклеарен терор и ја загрозила безбедноста на целиот континент. Украинскиот председател Зеленски обвини дека Русија сакала да создаде нов Чернобил во Украина. Преговарачките делегации на Русија и Украина доцна синоќа на одржаниот втор круг преговори постигнале согласност само за отворање на хуманитарни коридори за достава на храна и лекови за опседнатите украински градови. Преговорите ќе продолжат и третиот круг се очекува да се одржи во најскоро време. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг ги осуди руските акции во Украина, вклучително и гранатирањето на нуклеарната централа Запорожје. Ги осудуваме нападите врз цивилите и во текот на ноќта видовме извештаи за напад на нуклеарна централа. Ова само ја покажува непромисленоста на оваа војна, важноста да й се стави крај и важноста Русија да ги повлече сите своји војници и да се вклучи во дипломатски напори со добра волја, рече Јенс Столтенберг. Пристигнувајќи на состанокот на министрите за надворешни работи на НАТО во Шведска во присуство на Шведска и Финска, Столтенберг им се заблагодари на Соединетите Американски држави, сојузниците на Европската унија и Канада за зголемувањето на воените сили во Источна Европа. Најмалку 45 луѓе загинаа, а најмалку 56 се ранети кога двајца бомбаши самоубици со пукање влегле во џамија во градот Пешавар пред да се разнесат за време на редовната петочна молитва. Портпаролот на болницата во Пешавар изјави дека стравува од и бројот на жртви може да порасне со оглед на тоа што неколкумина од повредените се во критична состојба. Градската полиција соопшти дека двајцата напаѓачи отвориле оган кон полицијата при што убиле еден полицаец пред да влезат во џамијата во пазарната област Кисахани. Кога влегле во џамијата го активирале експлозивот. Досега никој не ја презеде одговорноста за овој напад. 19 деца се пренесени во болници откако вчера автомобил влетал во градинка во Калифорнија. Инцидентот се случил во 14 часот и 30 минути по локално време. Нема смртни случаи, соопшти полицијата, додавајќи дека повеќето од децата превентивно биле пренесени во болница. 5 од децата биле донесени од своите родители. 12 деца се пренесени во 2 болници. 10 се пуштени дома многу бргу, а 2 деца се префрлени во медицинскиот центар US Davis и се во стабилна состојба. Полицијата извести дека возачот соработувал со полицијата и дека се истражуваат причините за несреќата. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.